Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден, еве во нови 80 минути на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Министерството за надворешни работи ја поздрави одлуката на Советот на Европа. Новиот извештај јасно нотира дека Бугарија 17 години не ги регистрира македонските здруженија. Полициската станица во Јегуновце доби канцеларија за управни работи. Први на редот се наставниците па здравствените работници. Ќе има покачување на платите, вели министерката за финансии Димитриевска Кочовска. Ја поздравувам одлуката на Уставниот суд. Балансерот се злоупотребуваше. Владата е спремна да направи реформа во јавната администрација, изјави министерот Минчев. Во Битола, почеток на проектот поддршка за решавање на приватно јавната собственост со цел подобрување на управувањето и владењето на земјоделското земјиште во Пелагонискиот регион. А на самиот почеток веста дека црковниот одбор при православниот храм посветен на Света Богородица во Сетоле Тетовско денес 21 септември подготвува црковно народен собир по повод празникот Рождество на Пресвета Богородица или Мала Богородица. Со почеток во 12 часот ќе се ослужи празнична служба и режење на кумскиот колач. По завршување на црковната манифестација ќе биде организиран ручек за сите присутни во црковната трпезарија, информираат од црковниот одбор при православниот храм посветен на Света Богородица во Сетоле. Рождество на Пресвета Богородица или Мала Богородица е еден од 12 големи празници во православието. Голем број семејства ги посетуваат црквите за молитви и за благословување на славските лебови, виното и пченицата или пак за кревање на Пресвета Панагија по повод именденот или за здравие по одреден повод. Православните храмови во Тетовско посветени на Света Богородица, од кој дел и одбележуваат црковна слава, се црквите во Беловиште, Сарачино, Сетоле и Тетово. Богородица е родена на Назарет од стари и бездетни родители, благочестивите Јоаким и Јана, како одговор на нивните молитви. Се слави на 8 септември според јулијанскиот календар или на 21 септември според грегоријанскиот календар. Каде моето ливе? Дали мисли пак на мене? Јас за него само верам и за него јас ке умрам. Јас за него само верам и за него јас ке умрам. Колениće јас пред него и со солзи на очите кажи, кажи верно ли бе, кого љубиш освен мене? Кажи
izlaža i pred mama. Kade bez meni je dvajica, ako tebe te izlaža, po dobro je jazda umra. Ako libe te izlaža, po dobro je jazda umra. Blazenemu toj što ljubi, toj što ljubi verno libe, toj bez cene kamen nosi i je veren dur do groba. Toj bez cene kamen nosi i je veren dur do groba. Marketing. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Marketing. Teško mina moja mladost, doktore, što zaljubim u baba moma. Se ljubim me 3 godine, doktore, legna moma se razbole. Se ljube
излечиш, докторе, много злато ќе те дарувам, ако не ја излечиш, докторе, јас со неја ќе легнам. Ако не ја излечиш, докторе, јас со неја ќе легнам. Еј, на гробот да ни посадите бела роза, црвен трендафил, и на камено да ни напишете љубов тука почива. И на камено да ни напишете љубов тука почива. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија изрази задоволство од последниот извештај на Советот на Европа, во кој се нотира дека Бугарија 17 години поред не ги регистрира македонските здруженија и не ги имплементира пресудите на Европскиот суд за човекови права поврзани со македонското малцинство. Придржувајќи се до принципот на задолжителност и извршност на пресудите на Европскиот суд за човекови права, водејќи се од обврската во Законот за надворешни работи за грижа за положбата и правата на припадниците на македонското малцинство, но и неотстапно следејќи го восстановеното правило во меѓународното право и односи дека интересот за почитување на човековите права на малцинствата во другите држави не представува мешање во внатрешните работи на односната држава, Министерството за надворешни работи изразува задоволство за последната одлука на Комитетот на министри на Советот на Европа за состојбата со имплементацијата на пресудите од групата случаи Омо Илинден и другите против Бугарија, велат извори на Министерството за надворешни работи. Комитетот на министри на Советот на Европа во својот најнов извештај истакна дека властите во Бугарија и натаму не ги почитуваат пресудите на Европскиот суд за човекови права и не дозволуваат регистрација на здруженијата кои се залагаат за признавање на македонското малцинство во Бугарија. Овие случаи се однесуваат на одбивањето на националните судови помеѓу 1999 и 2015 година, регистрирани здруженија чија цел е да се постигне признавање и заштита на интересите на македонското малцинство во Бугарија. Одбивањата беа засновани врз заштита на националната безбедност и јавниот ред, уставната забрана на здруженија кои остваруваат политички цели, како и врз неисполнувањето на формалните законски барања. За сето ова, Европскиот суд утврди дека е неоправдано и непропорционално мешање во правото на слободата на здружување, бидејќи здруженијата кои се жалеле не се залагале за употреба на насилство или други недемократски средства за постигнување на нивните цели. Неколку од целите на здруженијата беа означени како политички, што не беше доволна основа за одбивање на регистрацијата, се наведува во тој извештај. Комитетот изрази жалење што и покрај мерките усвоени од бугарските власти помеѓу 2018 и 2024 година, усвојувањето на привремената резолуција и последователните одлуки, повеќе од 17 години по првата правосилна пресуда, рутински се одбиваат регистрацијата на здруженијата кои имаат за цел да се постигне признавање на македонското малцинство, што се прави главно поради неодобрување на нивните цели.
Во извештајот се наведува дека бугарските судови во изминатите години континуирано одбивале да ги регистрираат Омо Илинден, друштвото на репресираните македонци во Бугарија жртви на комунистичкиот режим, Македонскиот клуб за етничка толеранција во Бугарија и Македонскиот културен клуб Никола Вапцаров.
Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски го посети полициското оделение во Јагуновце, Тетовско, каде престојуваше на отворање на новата канцеларија за управните служби на Министерството за внатрешни работи, која ќе функционира во рамките на оделението. Министерот Тошковски нагласи дека отворањето на канцеларијата е дел од посветеноста на ова раководство на Министерството за внатрешни работи да ги доближи своите услуги поблиску до граѓаните за кои истите и се наменети. Еве што друго рече министерот Тошковски. Денеска, она кое што го ветивме и во рамки на техничката влада, а по барање на мештаните, а по барање на граѓаните од општина Јагуновце, отвараме управни служби, пункт каде што граѓаните ќе може да пристапат и да ја отпочнат постапката за издавање на патни исправи, односно ќе може да пристапат во рамки на полициската станица. Имаме полициски службени кои што овде ќе работи во една смена, во текот од понеделник до петок, и она кое што го ветивме дека ќе бидеме поблиску до граѓаните, дека ќе гледаме да отвориме управни служби на секое едно место каде што реално ќе има потреба и ќе има услови, ќе има можности. Еве го сторуваме почнувајќи од општина Јагуновце. Во наредниот период ќе следат уште најмалце на 2 локации каде што заедно со побарање на жителите, а каде што имаме услови ќе отвориме нови управни служби, се со цел да ги растеретиме постоечките. Например, да речеме претходно овде гужвата се ствараше во рамки на управни служби Тетово, сега граѓаните од општина Јагуновце ќе може да се пристапат и да си подигнат патна исправа, лична карта, возачка дозвола, сите оние документи во рамки на полициската станица која што се наоѓа во општина Јагуновце. Драго ми е што е така. Морам да го пофалам и официјално и градоначалникот заради тоа што тој беше вака најагилен во барањата од претходно да нели ги овозможиме сите овие услуги на граѓаните кои што сме должни да ги овозможиме како Министерство за внатрешни работи, така да се надевам на успешна соработка и во иднина, и со општината, и со сите институции, да речам, да се фокусираме, да бидеме во насока колку што е возможно да бидеме поблиску до граѓаните, да ги поедноставуваме сите оние услуги кои што ги нуди државата, се со цел да може истите да си го остварат она право кое што им следи по закон. Исто така од страна на командирот ме информира дека она агрегаторот кој што беше проблем во рамки на оваа полициска станица е сервисиран од страна на службите во рамки на Министерството, повеќе го немаат тој проблем. Исто така во рамки на оваа полициска станица проблем беше и знамето, немавме знаме. Овде кога бев пред 3-4 месеци, имаме и ново знаме, така да сето она кое што можеме да го направиме, сето она кое што сме должни да го правиме, ќе гледаме да е во насока да го подобриме животот на сите граѓани, секако и на граѓаните на општина Јагуновце. Da ti kupam danes na pazar, koga krstot ke go frlat, da ja oblečeš. Majka da se čudi, tatko da se luti, koga jaskevi topnam na vrata. Glaske puštam, kolku da me slušnat, dobar den da je večna slata. Nemoj da se praviš, neka ne me znaš, a ne srce to me tera da mi dojdam nekane. Toj son ništo ne se meri,
samo riza od meni. Kako gerdan, a ne sakaš, da se kova da ti poračam, da od zvezdi da go pravam, sve do vodici. Grlo da ti krasi, duša da ti gali, Boga ti slatko vreme poslužiš. Majka ti da gleda, tatko ti da svati, deka ja stija varam rakata. Nemoj da se praviš, deka ne me znaješ, a ne srce to me tera da vi dojdam nekanet. Ne ako te golem, toj sol ništo ne se meri, vidi, a ne moja samo jedan od meni. Vidi, a ne moja samo jedan od meni. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Imam srce
skrši dušo tvoja ta ubavina. Srce druga ne saka, ej ljubov moja, da te nemam pokraj sebe, ne možam nikako. Da te nemam pokraj sebe, ne možam nikako. Vino li bea ili magija, usmite tvoji što me opija, ljubav li beja ili fantazija, glumite tvoji što me penija. Kalino, kalinke medena, od Boga, dar si mi podarena. Srce mi skrši dušo tvoja ta ubavina. Srce mi skrši dušo tvoja ta ubavina. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска во Охрид порача дека стои зад најавите дека ќе има покачување на платите на вработените во образованието. Таа на маргините на 23-та годишна манифестација на Македонската берза пред медиумите изјави дека останува да биде изготвен буџетот, но оти цврсто стои на позицијата да има зголемување на платите за наставниците и професорите во основните и средните училишта. Да го завршиме буџетот, меѓутоа една од работите на која што цврсто стојам, тоа е зголемување на платите за основното и средното образование за наставниците. Мојата борба исто така е да обезбедиме средства за зголемување на платите во здравството, истакна таа одговарајќи на прашања на новинарите. Што се однесува на прашањето околу лиценците за организирање игри на среќа преку интернет, министерката рече дека Министерството за финансии нема издадено ниту една лиценца, дека ниту една компанија во државава нема лиценца за организирање игри на среќа преку интернет, вклучително и државната лотарија. Што се однесува на обвинувањата на опозицијата по однос на предвидениот заем на средства од Унгарија, дека наводно со тие средства ќе биде зголемено задолжувањето на државата, таа повторно посочи дека се работи за средства што биле планирани и од страна на сега опозицијските партии. Тие 500 милиони евра се истите оние кои што беа планирани во нивниот буџет. Ние тука ништо не зголемивме, истите се идентични. Колку што било предвидено да се зголеми долгот со нивниот иницијален буџет, истото е и со нашиот. Разликата е во тоа што сакајќи да прикажат дека задолжувањето, односно јавниот долг на државата, ќе биде со помал процент, вештачки го надувале, буквално народски речено, бруто државниот производ, односно стапката на раст. Ние само ја намаливме, односно ја сведовме на нешто што очекуваме да биде реално за 2024 година. И сега се трудат да направат некоја забуна кај граѓаните или да ги однесат во друга насока дека ние го зголемуваме јавниот долг. Ние ништо не менуваме. 500 милиони евра, тие имаа предвидено да ги земат со еврообврзница, ние велиме ќе биде кредитот од Унгарија. Зошто? Затоа што во овој момент пазарот европскиот кажува дека каматната стапка што би ја добиле би била повисока од 5,5%. Овој кредит е со 3,25%, вели Димитриевска-Кочовска.
За забелешката дека наводно се работи за кинески пари, министерката истакна дека средствата во земјата доаѓаат од Унгарија, што нас како држава, како што рече, не интересира. Ние средствата ги добиваме од Унгарската банка, а тие како се финансираат, зошто нам би ни било важно. Мене ми е важно да ги добијам од Унгарска банка под мои услови, а за мене тоа е линкот Македонија со Унгарија. Понатаму не можам да знам. Интересот на Унгарија е во тоа што добиваат 3,25% каматна стапка од нас. Тука не гледам апсолутно никаков проблем. Ние добиваме средства од земја членка на Европската Унија и мене тоа ми е важно, истакна министерката за финансии Димитриевска Кочовска. Pesno moja, ti si život moj. Pesno moja, angelu moj, ti me vodiš, ti me miluvaš. Ljubov mi dari, ljubov daruva. Ej, pesno moja, pesno ubava. Ej, pesno moja, duša otvaraš. Ej, srećna sum ti i blagodarna. I ke te pejam, duri sum živa jas. Ej, pesno moja, pesno ubava. Ej, pesno moja, duša otvaraš. Ej, srećna sum ti i blagodarna. I ke te pejam, duri sum živa jas.
Бербата на јаболка поради климатските промени годинава почна порано и со откупни цени кои се далеку под производната цена и квалитетот на јаболкото. Овоштарите велат дека поради температурните разлики и болеста предизвикана од габата Ервинија, приносите се за 40% пониски од лани, но квалитетот на јаболкото е висок. Овоштарите годинава се незадоволни од откупната цена која им се наметнува од трговците и во чие формирање не учествуваат. Индустриското јаболко веќе се откупува по цена од 8 денари за килограм, а откупната цена на трпезното јаболко се движи од 17 до 22 денари за килограм. Пресметките на овоштарите се дека исплатлива цена на годинешното производство би била 20 денари за понеквалитетното и 25 денари за најквалитетното јаболко. Со оглед дека нашите трошоци заедно со трошоците на работната рака која годинава е енормно зголемена, откупните цени со кои почна сезоната се ниски. Во наредниот период очекуваме откуп на индустриското јаболко кое се бара во моментов да порасне за 2 денари на 10 денари за килограм. Не можеме да кажеме дека трпезното јаболко ќе има повисока цена бидејќи овоштарите не учествуваат во формирањето на цената. Малите и големи трговци заедно ја формираат цената и со неа настапуваат пред земјоделците. Но за разлика од порано, веќе кај овоштарите се јавува интерес и тие да формираат цена со која би преговарале за откупот, па се надевам дека веќе следната година како производители ќе учествуваме во формирање на откупната цена, вели председателот на Сдруженијето на овоштари Љубе Пампулевски. Годинава овоштарите загубија 40% од приносите како резултат на сушата и дневните нагли промени на температурите кои предизвикаа здравите јаболка да паѓаат од дрвата и да завршуваат како индустриски, но и како резултат на болеста Евинија која ги зафати овошките во април. Нашите проценки се дека овошките загубија 25 до 30% од родот поради болеста, а некои дневни температурни разлики, сушата и неможноста дел од површините да се наводнуваат, исто така придонесоа за намалување на родот за 20 до 30%. За годинава се очекува помеѓу 90 и 100.000 тони вкупен род, но мислам дека ќе биде понизок за овие проценти. Сепак, секој земјоделец ќе може да каже колку загубил на крајот на бербата, вели Пампулевски. Овоштарите велат дека иако приносите се пониски од планираното, квалитетот на јаболката годинава е висок. Според нивните проценки, 2/3 од производството е со висок квалитет, а 1/3 ќе заврши како индустриско, не само поради тоа што не се квалитетни, туку и поради наглите дневни температурни разлики кои предизвикаа квалитетното овошје да паѓа од дрвата. Овоштарите сметаат дека годинешното производство е доволно да го задоволи домашниот пазар и дел од него да се пласира на регионалните пазари, каде што исто така поради климатските промени производството на јаболка е намалено. Овоштарите се жалат дека покрај тоа што ја нема, работната рака годинава е поскапена. Сега за 8 часовна работа со јадење и сместување работниците бараат 2000 денари. Цената и натаму расте, па дел од берачите кои главно се од Албанија бараат и по 2300 денари. Нашите пресметки се дека за 8 часовна работа со 1 или 2 оброка цената треба да биде 1600 денари. Но како и за откупната цена, други ја формираат цената, а овоштарите се принудени да ја прифатат или не. Но реално е да се има различна цена кај овоштарите кои покрај надницата даваат јадење и сместување и оние кои не нудат такви услови, вели Пампуловски. Проблемот, вели тој, очекуваат да го надминат со ангажирање домашни работници, пензионери или невработени од останатите региони и градови во земјата. Веќе преговараме со поединци кои ветуваат дека ќе донесат 30 до 50 работници од други градови во земјава, главно невработени или пензионери кои сакаат да заработаат дополнителни пари во текот на бербата и се надеваме дека со официјалниот почеток на бербата кој стартува на 27 септември ќе имаме и домашни работници. Нашите млади летово заминаа во Хрватска и голем дел од нив не се вратија за бербата, па проблемот дополнително се зголеми, додава Пампулевски. Овоштарите се загрижени за тоа како ќе помине бербата во октомври со оглед на променливите временски услови во кои е можно и натамошно оштетување на родот.
пеалника и гитара, дајте една песна стара, се дозори да се пее. Па да дојде друштво старо, да налее чаши вино, љубов да се разлее. Дајте, браќа, вино, музика, да се пее, да се заигра. Песна наша е највесела, во кафана живот минува. Дајте, браќа, вино, музика, нам кафана ние судбина, тука ние се радуваме, да ги наши си лекуваме. Згодни македонки моми да заиграт, да запеат, душа да развеселат. Срце сака да е живо, само така му е фино, спомени да живеат. Дајте, браќа, вино, музика, да се пее, да се заигра. Песна наша е највесела, во кафана живот минува. Дајте, браќа, вино, музика, нам кафана ние судбина, тука ние се радуваме, да ги наши си лекуваме. Дајте, браќа, вино, музика, да се пее, да се заигра. Песна наша е највесела, во кафана живот минува. Дајте, браќа, вино, музика, нам кафана ние судбина, тука ние се радуваме, да ги наши си лекуваме. Во салата на Советот на општина Битола се одржа почетна работилница за презентација на целите и планираните активности во рамките на проектот насловен како поддршка за решавање на приватно-јавната собственост со цел подобрување на управувањето и владењето со земјоделското земјиште во Пелагонискиот регион. На наставно своје обраќање имаа министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски, градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски, Мортен Хардвиксен, представник на регионалната канцеларија на ФАО за Европа и Централна Азија. Во својот говор, градоначалникот Коњановски посочи дека Пелагонија навистина има голем земјоделски потенцијал, но и многу предизвици за земјоделците.
Особено ми е драго што ја добивме оваа поддршка на ФАО и Министерството за земјоделство за надминување на долгогодишни предизвици во насока на зголемена продуктивност и подобрена земјоделска ефикасност низ нашиот регион. Со решавање на проблемите со собственост меѓу државата и приватните собственици ќе можеме да го поттикнеме целосниот потенцијал на нашето земјоделско земјиште. Друга активност која во рамки на оваа соработка покажа резултати е демонстрацијата на социоекономското влијание на првиот целосно завршен проект за консолидација на земјиште во село Егри, тука во Пелагонија. Оваа успешна приказна не само што ја подобри целосно земјишната структура и земјоделската инфраструктура во Егри, туку стана пример за успешна консолидација и во нашата држава и во меѓународни рамки. Тоа е уште еден доказ за успехот кој го носи тесната соработка меѓу собствениците на земјиште, локалните власти, Министерството за земјоделство и меѓународни партнери како ФАО во насока на остварување на заедничка цел. Покрај подобрувањето на управувањето со земјиште, овој проект отвара пат за поширок земјоделски развој, како пристап до зелен климатски фонд за финансирање на значаен проект за развој на наводнувањето и адаптација на земјоделското производство кон климатските промени во Пелагонија, рече градоначалникот Коњановски. Проектот е во рамките на програмата за техничка поддршка на Организацијата за храна и земјоделство при Обединетите нации ФАО.
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Петко љубел многу жени, останал без ич. Сите тие му тргнале на Сувобрич. На Сувобрич, Петко без
По одлуката на Уставниот суд за покренување на постапка за оценување на уставноста и за замрзнување на употребата на балансерот за вработување на припадници на немнозинските етнички заедници во јавната администрација, министерот за јавна администрација Горан Минчев рече дека ја поздравува ваквата одлука. Министерството за јавна администрација не ја коментира времената мерка на Уставниот суд за балансерот. Законското решение ќе почека додека нема конечна одлука, изјави министерот за јавна администрација Горан Минчев на втората јавна дискусија од кампањата Сите заедно за професионална и квалитетна јавна администрација, што се одржува во Куманово. Тој потенцираше дека лично ја поздравува одлуката на Уставниот суд и повтори дека балансерот со години се злоупотребувал. Во однос на законските решенија, министерот Минчев рече дека во моментот не може да каже дали ќе има ново или какво ќе биде законското решение и ќе се чека конечната одлука на Уставниот суд. Што се однесува до законските решенија, јас во овој момент не би можел да кажам дали ќе има ново или пак каква ќе биде содржината на тоа законско решение. Секако би ја причекал и секако Министерството за јавна администрација околу конечната одлука на Уставниот суд, во зависност од тоа каква ќе биде. Ние би пристапиле кон евентуално ново законско решение, кое патем мора да кажам дека е уставна категорија, изјави министерот за јавна администрација. Одговарајќи на новинарски прашања, Минчев кажа дека осудува било какви протести или дека во рамките на владината коалиција ќе има отворена дебата. Како влада, додаде, се залагаат за сеопфатна реформа на администрацијата која треба да се базира на професионалност, стручност, квалитет и на знаења. Законот не е во подготовка. Министерството за јавна администрација е носител на овие две законски решенија. Јас се надевам дека во рамките на владината коалиција ќе имаме отворена дебата за она што следува. Каков бил повик на протести или пак на дестабилизација на државата, за укинување или пак за времена мерка на балансерот, ги осудувам затоа што сите заедно сметаме дека тоа е приоритет и во општеството и во државата. И сметам дека е дојдено време, а и ние како влада сме подготвени за таков исчекор, да направиме една сеопфатна реформа во јавната администрација, но таа ќе мора да се базира на знаење, квалитет, стручност, односно на професионалност. Само така можеме како држава да одиме напред. Јас досега повеќе пати кажав дека јавната администрација ја сметам за столб на една држава, практично за постоење на една држава и на една нација, истакна министерот Горан Минчев. Излегло жени, мажи, стари, млади, подморчански печалбари. Од Канада, Европа, Австралија, Америка, срца пеат, играат, радосно се веселат. Подморчански средби, срца будат спомени, да се вечни наши подморчански корени. Подморчански средби, срца будат спомени, да се вечни наши подморчански корени. Големо, од прво до пето, подморчанско колено. Од Канада, Европа, Австралија, Америка, срца пеат, играат, радосно се веселат. Подморчански
Подморчански средби, срца будат спомени, да се вечни наши подморчански корени. Подморчански средби, срца будат спомени, да се вечни наши подморчански корени. Подморчански средби, срца будат спомени, да се вечни наши подморчански корени. Подморчански средби, срца будат спомени, да се вечни наши подморчански корени. И тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. За крај, во катчето за најмладите, да ја проследиме приказната 101 далматинец од Доди Смит. Ви посакувам пријатен ден. 101 далматинец. Доди Смит. Здраво, се викам Понго. Приказнава започнува еден убав пролетен ден. Роджер, мојот газда, беше зафатен со обидите да напише песна. Тој е музичар и практично е влюбен во својата работа. Размислував за тоа дека животот би ни бил многу поинтересен кога би имале друштво. Затоа гледав низ прозорецот барајки добра прилика. Впрочем, барав две прилики. Една за Роджер и една за мене. Токму тогаш видов прекрасна далматинка. Незината газдарица беше многу убава. Совршено, решив јас. Ми беше потребно многу време да го оттргнам Роджер од неговата работа, но на крајот го убедив да одиме на прошетка. Ги здогледав веднаш штом влеговме во паркот. Далматинката се викаше Пердита. Прекрасна беше. Но, како и секогаш, Роджер размислуваше за нешто сосема друго. Неа ни забележа газдарицата на Пердита, госпогицата Анита. Овие човечки суштества понекогаш навистина ме загрижуваат. Се сетив. Им ги заврзав нозете со мојот ремен, така што тие се залепија еден со друг. Тоа им помогна да се забележат. Јупи! Исто така тоа ми помогна Пердита да ме забележи мене. По извесно време Роджер ја побара Анита за жена, а јас Пердита. Венчавката беше прекрасна. Потоа нашата куќа стана рај за кучиња и за луѓе. Бевме уште посреќни кога откривме дека Пердита е скотна. Кога дојде големиот ден и кога ги видов тие 15 мали бели топчиња од крзно, бев најгордиот татко во околината. Но за жал, мораше да се појави Круела и да го уништи мирот. Чув дека Пердита и Понго имаат 15 кутриња, рече Круела, вадејќи ги чековите и пенкалото. Колку пари сакаш за нив? Анита се обиде да биде љубезна, зашто ја знаеше Круела уште од училиште. Но без разлика на тоа колку пари и нудеше Круела, Роджер беше решителен и велеше: кучињата не се за продавање. Круела беше толку бесна што излета од куќата заканувајќи им се на сите. Имав чувство дека тоа представува неволја. Во наредните неколку недели кутрињата многу брзо растеа. Беа многу интересни. Обожуваа да гледаат телевизија. Нивен херој беше кучето Гром. Кога на екранот ќе се појавија лошите момчиња, кутрињата почнуваа да лаат на нив и да ржат. Една вечер ние четворица излеговме да се прошетаме. Ги оставивме кутрињата со дадилката, која всушност не чуваше сите нас. Таа само што ги беше ставила кутрињата да нанаат, кога некој задзвоне на вратата. Тоа беа две сомнителни момчиња кои рекоа дека се од електростопанство. Дадилката се посомнева, но тие ја туркаа насилно. Каде ќе одите? Во плач запраша таа. Се обидуваше да ги запре, но безуспешно.
Набргу се досети зошто дошла. Поради кутрињата. Кога стасавме дома, корпата во која спиеа кутрињата беше празна. Роџер веднаш се јави во полициската станица. Ни ги украдоа нашите 15 далматинци, им рече тој. Не знам кој би можел да биде, но ве молам, најдете ги. Јас и Пердита не можевме да чекаме полицијата да го реши проблемот. Решивме да ја земеме работата во своји раце. Следната вечер почнав да завивам за да ги известам другите за киднапирањето. Сигурен сум дека никој во градот не спиеше. Финтата ми успеа. Кучињата од градот први ја слушнаа веста. Тие со својот лаеж ги известија кучето Жолтко и гуската Луси, кои живееа на село. Што е? Што се случило? Праша Луси. Украдени се 15 кутриња, одговори Жолтко. Треба веста да ја пренесеме до поручникот, англискиот овчар. Поручникот и неговиот другар, мачарот Мацко, се фрлија на работа. Ми текнува, му рече Мацко на поручникот, дека пред 2 ноќи слушнав како лајат кутрињата во фармата на Круела. Тоа место со години беше напуштено. Нешто чудно се случува таму. Ајде да видиме, рече поручникот. Тие забележаа знаци на живот на фармата. Поручникот го испрати Мацко да види одблизу. И имаше што да види. Двајца опасни мажи, кои ги викаа Хораци и Госпер, гледаа телевизија. Околу нив беа кутрињата. Мацко му се приближи на една од кутрињата и му шепна. Ти ли си една од 15-те украдени кутриња? Вкупно сме 99, му одговори кутрето. За тоа време поручникот ја прошири веста дека кутрињата се најдени. Јас и Пердита секако веднаш тргнавме да ги спасиме. Кога ја виде Круела како зборува со Хораци и Гаспер, Мацко знаеше дека не смееме да губиме време. Таа планираше да направи бунди од кутрињата. Немам време за расправија, врескаше таа. Сакам работата со кутрињава уште вечерва да биде завршена. Ќе го направиме тоа кога ќе заврши емисијата, му рече Гаспер на Хораци откако Круела замина. Бргу, им шепна Мацко на кутрињата, следете ме, но бидете тивки, морам веднаш да ве изведам од тука. Кутрињата се исплашија, но направија како што им беше речено. Мацко ги одведе до дупката на ѕидот во дневната соба. Токму кога го турна низ дупката последното кутре, Хораци и Гаспер забележаа дека ги нема кученцата. Гаспер ја зеде машата од каминот, а Хораци ја дигна скршената нога од столот, не баре палка. Тогаш почнаа да го проверуваат секој агол од фармата. Мацко на брзина ги скри кутренцата под скалите. Тивко, им шепна мачарот, но токму тогаш батериската ламба го осветли местото каде тие се крие. Во тој момент стасавме јас и Пердита и ги слушнавме Хораци и Гаспер како вреват. Побрзај, нешто се случува, реков јас. Влеговме низ прозорецот, почнавме да ржиме и тргнавме да си ги спасиме децата. Јас го зграпчив Гаспер за нога и го турнав на земја, а Пердита го нападна Хораци. Во меѓувреме, Мацко успеа да ги извлече кутрињата надвор од фармата на сигурно. Поручникот ги чекаше и ги одведе на својата фарма. Набргу бевме заедно со своите деца. Планиравме да се одмориме малку на фармата на поручникот, но кога се појавија Хораци и Гаспер, моравме да тргнеме понатаму. Времето стануваше се полошо и полошо, па на кутрињата им беше тешко да одат под длабокиот снег. За среќа, повторно добивме помош од нашите пријатели. Коли, кој живееше на околната фарма, излезе и тргна пред нас. За малку ќе изгубевме надеж, рече тој. Имаме место каде да се одморите на една фарма на другата страна од улицата. Може да си се одморите и утре рано наутро да го продолжите патот. Фала му на Бога, реков јас. 3 крави не наблюдуваа додека Пердита ги внесуваше кутрињата во шталата. Кутрите малечки, рече принцезата. Сосема се изморени и измрзнати. Мамо, гладно сум, рече едно кутре. Сакаш ли топло млеко? Праша принцезата. Кутрињата почнаа да пијат колку што може, а потоа заспа. Следното утро взори повторно тргнавме. Лабрадор ретриверот не чекаше во соседното село.
Тој исто така ни најде место да се одмориме и ни објасни дека ни обезбедил превоз во задниот дел од едно комби. Токму тогаш ја видовме Круела, која кружеше по селото и не бараше. Со неа беа и Хораци и Гаспер, кои го пребаруваа секој аго. Леле Понго, ми рече Пердита, како ќе влеземе во комбито без да не видат? Тогаш на ум ми падна една идеја. Ке се извалкаме со јаглен, и одговори. Таа сака далматинци, а не лабрадори. Набргу сите бевме црни од глава до опаш. Пердита и лабрадорот ја водеа првата група кутриња кон комбито, додека пред нив стоеа Хораци и Гаспер. Види Гаспер, му рече Хораци додека кутрињата поминуваа покрај нив. Мислиш дека кутрињава се маскирале? Идиот еден, се смееше Гаспер. Кучињата не се бојосуваат во црно. Кучињата се некаде во селово, врескаше Круела. Бргу најдете ги. Последната група речиси успеа да стаса до комбито, кога кап, кап, снегулките почнаа да паѓаат врз кучињата. Снегот почна бргу да се топи, да се појавија мали бели дамки. Бели дамки на црно куче, секако. По нив, почна да вреска Круела. Сите почнавме да трчаме. Токму кога го кренав последното кутре, забрамче моторот, па сите бевме на пат кон Лондон. Ке ве фатам јас вас, вресна Круела нагазувајќи го квачилото за газ. Таа се тркаше со комбито и се обидуваше да не тргнат од патот. Ние цивкавме од страф и сакавме возачот да вози што е можно побргу. Тогаш го догледав синиот камион на Гаспер и Хораци, кој одеше од спротива. Тие одеа кон нас, сакајќи да не пресретнат, но во тој момент се судрија со колата на Круела. Трес! Круела, Хораци и Гаспер излетаа и паднаа во снегот. Повеќе не можеа никому да наштетат. По кратко време, во куќата во Лондон, дадилката слушна оддалечен лаеш. Лаењето стануваше се погласно и погласно. Одеднаш се отвори влезната врата од куќата и цел куп црни кучиња влезе внатре. Едно од големите кучиња искокна на Анитав скут и се обиде да ја лижне по лицето. Тоа е Пердита, рече таа со солзи. И сите останати кучиња. Потоа повторно погледна. Ги има околу 100. 101 заедно со Пердита и Понго, рече Роџер броејќи. Каква фамилија! Сите беа воодушевени, дури и дадилката која имаше многу работа, зашто не чистеше. Што ќе правиме со нив? Праша Анита. Ќе ги чуваме, одговори Роџер. Ќе купиме голема фарма на село и ќе живееме таму. Ќе биде тоа плантажа. Плантажа на далматинци. Роџер беше толку многу среќен, што веднаш седна на клавирот, а ние се собравме околу него. Среќни што сме повторно дома. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.